се работи за Борче Стаменов, кој во јавноста стана познат по неговата хумана мисија да донира компјутер на оние на кои најмногу им е потребно, бидејќи оваа пандемија навистина им зададе големи проблеми на децата од социјално загрозените семејства кои практично беа одсечени од наставата, иако властите тврдат дека сите можат да ја следат наставата, во реалноста тоа не е така. Но затоа постојат лица како Борче Стаменов, кој можевме да видиме во текот на изминатите денови и на социјалните мрежи, но и на останатите медиуми кои ја пренесоа неговата приказна. Тој неуморно работи и составува компјутери за да им помогне на оние деца на кои најмногу им е потребно да ја следат наставата. Борче веќе го имаме на Zoom платформата. Добро утро. Добро утро, како сте? Одлично, како сте вие? Благодарам што ја прифативте поканата да се јавите во денешниот утрински брифинг. Да, задоволство ми беше малце да порашириме донир компјутерот до тие луѓе што можеби и не чуле за самата акција. Како што кажав, Борче Стаменов доста популарен на социјалните мрежи и тоа можам да кажам со сите позитивни ставови, сите аплаузи. Навистина, она што го правите за некого значи премногу. Ако не се лажам, од она што последно го видов на вашиот профил, 516 готови доставени компјутери, тоа се 516 деца кои благодарение на вас можат да ја следат наставата од дома. Колку чекаат наред? Верувам добивате огромен број пораки и повици, уште колку деца чекаат? Така. Значи јас последно време гледам да ги ограничам пораките на 30 семејства или дечиња што чекаат, просто ради тоа што за 2 недели можам да средам 30 компјутери, така да од сега така ќе одиме тури 30 по 30. Значи моментално чекаат 30 семејства, што планирам да ги средам некаде до наредната недела. Компјутери имам. Тоа, одиме полека кон целта за оваа година, се надевам дека ќе ја постигам до 600 компјутери да стигнам, така да ќе видиме како ќе биде. Мислам дека ќе успеам. Дали добиваш помош и од кого? Кој се вклучи во оваа акција? Акцијата моментално ја водам сам, се уште немам помош од страна ако се збори за работна рака. Иначе помош да стигнува од сите страни. Значи ја како помош го рачунам и она донирање на опрема. Има доста компании кои се заинтересирани. Вчера баш имав некој разговор со една компанија која е спремна да донира околу 40 куќишта. Компјутери, физички лица исто донираат. Помошта може да се нарече и она доделување на новогодишно пакетче со секој донира компјутер кој ни овозможи тимот на Клим МК. Исто имам некоја пријателка која што сака да направи некои новогодишни пакетчиња кои што сака да ги даваме со самите компјутери, така да не речам, доста е забавно сега пред празници да се биде учесник во донери компјутери, нели, телиме среќа на сите страни. Стаменов, какви се реакциите? 516 усреќени дечиња, ако можам да кажам, исто толку семејства кои навистина беа во длабоки проблеми пред твоето појавување, бидејќи, како што споменав и на почетокот, беа комплетно одсечени од наставата. Какви се реакциите токму од оние на кои им ги поклонуваш или донираш компјутерите? Тие реакции неко тешко може да се опишат со зборови. Од скоро време малце некако трендовски стана оние на кои што им давам компјутер својата благодарност да изразуваат преку сликички, преку пишување песни, снимање видеа, значи како моментот кога го примаат компјутери, едноставно тоа треба да се види, не се опишува. Не можам да кажам дека е убаво, но од една страна и убаво да се види таква работа како луѓето се заблагодаруваат за нешто што за некого представува, да не кажам, џубре. Но во секој случај донир компјутер ќе продолжи да работи за тие луѓе, така да се надевам дека ќе успееме во нашата мисија. Да не остане ни едно дете без компјутер во државата.
Имаш ли податок колку такви деца има во моментов? Не, податок ја не можам да имам, тоа може да го има Министерство за образование. И сега последно што го слушнавме, нели беше околу 35 до 40 дечина кои што немаат услови за следење на онлайн настава. Ние негде 10% може ќе обезбедиме, а за повише не знам како ќе биде. Ипак треба и државата да направи напори за да нели се средат тие работи. Во тој контекст би сакала да ви поставам едно прашање. На вашата Facebook страна напишавте со 3 милиони евра ќе ви го решав проблемот со децата кои немаат опрема. Став за тоа како државата се однесува со овој проблем. Еве за овие деца, за овие семејства вие сте херојот на новото време. Еве гледам дека вие имате веќе решение и то пресметка практично со колку пари би се решил овој проблем, што и не е кој знае колкава инвестиција за државата, е нешто што е нужно да се направи во ова време, не време и во овој период на криза. Ваш личен став за тоа како државата се погрижи или се грижи за овој проблем? Па видите, државата има луѓе кои се платени за таа работа, не можам јас да кажувам за нив. Така да тоа што го пишав на Facebook и тие лични ставови се јавни, секој може да ги чита, да ги поделува, да ги коментира како сака, но факт е дека тој проблем може да се реши со да не кажам со малце пари за државата, а среќата и задоволството и пофалбите ипак ќе бидат на една сметка без разлика на се, така да. Поише не би сакал да зборам за политика и такви работи. Значи, моја работа е моментално да гледам, да обезбедам што е можно повеќе дечиња со компјутери и толку, тоа е отприлика. И уште да напоменеме сосема за крај дека страницата Facebook, страницата е номинирана во оној годишен избор за сајт на годината, каде што се номинираат и ваши и Facebook страници, односно страници на социјалните мрежи, што зборува многу за популарноста и за позитивните реакции кои Борче Стаменов со својата мисија ги предизвика во јавноста. Борче, сосема за крај, дали страницата останува место каде што може луѓето да пишат оние зборувами кои сакаат да донираат компјутер или делови за компјутер, било што би можело да помогне во овој процес? Овака, значи страницата останува сепак единствено место кај што може да се пријавуваат и тие што сакаат да донираат и оние што нели сакаат да примат донација. Ја правам некои исклучоци понекогаш, нели ги примам тие барања и на личниот профил, но секогаш советувам значи да се пишува првенствено на страницата, затоа што таму останува као белег, као порака, знам полесно е менаџирање да ги најдам тие пораки, за разлика од личниот профил кај што може да ми пишат и 200 луѓе и да едноставно да се случи она мене не ме виде и не ми даде компјутер. Така да советувам секој кој што сака да добие компјутер да си ја лајкне страницата на Донер компјутер, кој ќе стигнете на самата страна, значи имате веднаш ви рипаат кога стиснете да пратите порака, ви рипаат најчесто поставувани прашања кои што се нели што ми треба за да добием компјутер и слично. Така да нема проблеми како ме заборави или не сака да ми даде компјутер, сите користите таа страна за да нели да биде секој што треба и да ми го олесните и мене целта и процес на селекција, за тоа што верувате ми стварно има многу пораки и едноставно се случува некојаш нели да се прескока некоја, но секој што се враќал назад да видам случајно некој да не сум заборавил. Случајот беше нели со последниот кој што ми пише на личниот профил, вика дали мене не ми давате компјутер затоа што сум албанец, но едноставно не сме пријатели на Facebook, пораката отишло на друго место, не сум видел, но сепак човекот после пишаното си доби компјутер. Така да користите Донер компјутер, ако има нешто замерки, примедби, секој што тука се е јавно, така да не е проблем. Борче, веќе го доби мојот глас за на изборот за сајт на годината. Благодарам што одвои време утринава да се јавиш во утрински брифинг, а ние како медиуми ќе останеме да ја пренесуваме твојата хумана мисија, како што споменав, вие сте еден од хероите на новото време.
во оваа корона криза. Благодарам уште еднаш за јавувањето. Благодарам за поканата.